Со акција за пошумување на спомен Костурница се одбележа 5 декември денот на волонтери. Идејата за ваквата еколошка акција е на председателката на Советот Ивана Ѓорѓиевска, а се вклучија наставници и ученици од средните училишта. Се садеше бел бор и чемпрес, околу 3000 садници. 20 биле на обука во Берово, 3-дневна обука од средни училишта наставници, од економска, од Перо Наков и од гимназија. Тоа ме поттикна да видиме што научиле од обуката и да имат прилика да спроведат нешто од волонтеризмот во град Куманово, затоа што тоа се наставници од кумановските училишта. Обуката беше преку ЦИТА, општината дава пари на ЦИТ, значи од нас за нас, да видиме што од тоа произлегува. Ги поканив преку директорите, ги поканив да соберат волонтери, деца волонтери кои навистина ќе научат како се работи во Куманово и да научат едноставно да пошумуваат, затоа што децата и сите сме свесни дека дел од нив знаат, меѓутоа најголем дел не знаат. Еве прилика убава да посадат дел од споменик Костурница за едно поубаво, позелено Куманово, еколошка акција. Тоа беше моја иницијатива. Сакав да одиме на некој подалеко место, меѓутоа во прашање превоз, секогаш треба да се организира превоз, има места каде што може да се пошумува, меѓутоа тоа од наредната година ќе си направиме една акцијски план, па да знаеме. Имаме деца, имаме волонтери, имаме сограѓани кои може да учествуваат во вакви акции, имаме вработени, значи акции може да се спроведат, само треба еден добар план и волја. На акцијата учествуваа ученици од гимназијата Гоце Делчев, економското Перо Наков и техничкото Наце Буѓони. Ова ми е прва еколошка акција организирана од училиштето, мислам од општината, и некако училиште земаме учество, но јас бидејќи имам своја организација со мојата другарка, ние веќе имаме организирано еколошки акции претходно во градот. Денеска тука дојдовме да учествуваме на еколошка акција, прв пат организирана од нашето училиште и доста голем број на деца се пријавија затоа што сакаме да преземеме некои промени во овој град кои што ќе допринесат за сите нас. Акциите за пошумување ќе продолжат и во наредниот период.